Дали е точна информацијата дека изготвување на еден елаборат за приватизација на некоја мокна компанија во Македонија, правниот факултет наплаќа некаде тогашни 60 до 120.000 германски марки. Возможно е тоа да била просечната цена за големите проекти кои ги воделе дел од професорите на правниот факултет. Кои се тие професори? Па евидентно е дека во тој период неколку тимови од правниот факултет беа ангажирани во големите трансформации на повеќе компании. Значи, видно е дека најголем експерт, затоа што тоа беше и неговата област која покрива беше професорот Тито Беличанец. Значи, евидентно е дека во тимовите што ги правеше тој учествува и други видни професори, но тој беше во тој момент експертот број 1 за кој беше јагма, како што велат, кој ќе го ангажира да работи во неговиот тим. Имињата на професорите од правниот факултет веројатно ги наоѓаме во контекст на најконтраверзните бизнис процеси и афери во Република Македонија. Тоа е приватизацијата и продажбата на ОКТА. Тоа е носењето на законот за приватизација, тоа е носењето на законот за трансформација на предпријатијата со општествен капитал во времето на Анте Марковиќ и тоа е приватизација веројатно на најголемите македонски компании. Добро, дел од големите компании барали услуги од правен факултет. Да, барава и уште бараат. Фершпет со влата на Љупчо Ѓоргиевски веројатно. Точно. Приватизации предпоставам на за приватизација директно ние не сме биле инволвирани, бидејќи немавме ревизори, немавме бизнес јадро Тито Беличанец. Добро, ама дел од структурите за правниот дел кај што пишувале актите, статут или на пример оноа елаборатот за приватизација. Иначе самата проценка ние не бевме овластени, немавме сертификат. Дури има обвинување професори дека дел од законите експертите, односно професорите од правен факултет ги пишувале во интерес на крупниот капитал во Република Македонија. Законот за трговски друштва кој се вика абецедар на тоа акционерско управување во Република. Тоа најверојатно некој индивидуално, инаку преку правен факултет такви по нарачка закони не се пишува. Дел од професорите на правен учествува и во тој случај со ОКТА. Значи јавна тајна е дека дел од Добро, ама како консултанти, не е мислам директно се, не да мислам дека како консултанти е земен професор една екипа од правен факултет. Бе обвинува дека всушност сите професори на правен факултет за одредена добра цена прават закони по волја и по желба на власта. Без разлика од законот за трговски друштва, законот за приватизација, кривичните закони и така натаму, бидејќи велат ако добро плати власта, тогаш правниот факултет може да направи такви закони како што ќе посека власта. Значи, ова со законите е апсолутно неточно. Дека некој прави закони по нарачка, тоа е мислам измислено. Дури него ни бараат тоа од нас, барем во деловите во кои што јас сум бил вклучен. Професори од правен факултет учествуваат кои експерти веројатно и во на најсрамна приватизација во Република Македонија, тоа е приватизацијата или продажбата на ОКТА. Мислам дека сите оние кои го подценувале правниот факултет и сметале дека е ефтина кадровска база или некој како што велеше на правниот факултет има бербери, секој пат се подготвени во зависност од потребите на муштеријата да те подшишаат повисоко или пониско. Мислам дека и во овие моменти зад кулисите нова владење повеќе професори од правниот факултет се ангажирани како експерт. Еден од нив сега исплива на политичката сцена како фаворит на Груевски. Меѓутоа најголемото ваше влијание е токму во судството, односно студентите од правен факултет сепак се тие луѓе кои владеат со македонското судство и дека тука ако се бара некоја каде е мокна на правниот факултет треба да се најде токму во судството. Па мокна е со самото тоа што можете да креирате, да го креирате правниот поредок и да креирате не знам, учебници, коментари, статии со кои што го толкувате и од кои што другите учат како правилно треба да се применува. Ова другата жичка што спомнувате во врска со некакви тоа е то бизнес крило на правен не знам какви влијанија врз судството, мислам дека таа ние не сме користеле таа жичка зашто никош не ни требала. Не треба да го занемариме фактот дека влезот на тој грчки капитал во многу банки во Република Македонија, во неколку големи македонски компании, всушност беше овозможен со таа правна логистика на професорите токму на правниот факултет. Има одредени тези дека бизнес крилото во наводници, бидејќи велат на правниот факултет има интелектуално, има политичко, има бизнес крило. Што не значи дека тие што се политичко и бизнес крило не се интелектуалци на правниот факултет, но и тоа некој груба подобро дека бизнес крилото на правен факултет безмалку владе оценка со македонската економија. Па веројатно во коалиција со дел од бизнес крилото од економскиот факултет. Ако пледирате на нивната инволвираност како
како експерти или како стручни консултанти во времето на приватизацијата. Да, веројатно... Професоре, ако седнеме да гледаме, да речеме, најголем дел од македонските фирми се приватизирани според законот на Анте Марковиќ. Над 50% што се приватизациите. Тој закон го носи Владо Камбовски, тогаш министер за правда во сојузната влада на Анте Марковиќ. Јане Милјовски, кој сега нели декан на друг факултет, меѓутоа тогаш беше професор по финансии на правен факултет, го прави првиот закон за приватизација во Македонија. Значи господинот Тито Беличанец го прави законот за трговски друштва, кој е еден од најмокните закони кај што се регулира тоа акционерство. Но не збориме, значи тука се веројатно и професорите, не знам, и Камбовски, Климовски тогаш како декан учествуваат со одредени консултации. Гале Галев е приватизацијата или продажбата на ОКТА, дел од помладите професори кои ротираат околу овие мокни имиња. Тоа значи дека тоа е една многу силна структура. Дефинитивно е силна структурата. Споредувајќи ги со другите лобија кои се познати, не говорам затоа што не знаеме колку е сега ова лоби на портокаловата буржуазија силно, веројатно во овој момент е најсилно, но ако ги тргнеме настрана актуелните владетели, дефинитивно ова условно речено факултетско лоби може да парира на веќе според мене многу извиканото лоби за кои многумина претходно тврдеа дека се провлекува од времето на комунизмот преку трансформацијата на општествената сопственост во приватна. Злобниците веројатно би искоментирале дека современата македонска држава е така килова направена, бидејќи веројатно во нивното формирање всушност учествувале многу професори на правниот факултет. Вие на правен факултет ко професори се фалите дека сте создале македонска држава, граѓаните велат веројатно затоа толку килава македонска држава бидејќи правеле професорите на правен факултет. Може би е така, но тоа е тоа што го има македонската држава. Иако денес правниот факултет дава два кандидати за председател на државата, и ако има гласање на правен факултет кој некоја посебна изборна единица, кој ќе победи тука? Тоа би било неизвестно. Тоа би било крајно неизвестно. Веројатно за гледачите е интересен фактот дека професорот Љубомир Фрчковски е всушност последниот секретар на партиската организација на Сојузот на комунистите на Македонија на правниот факултет, односно тој е човекот кој всушност се згаснува таа партиска келија на правниот факултет ама некаде 89-90 година. Од друга страна, професорот Ѓорги Иванов, веројатно заедно со професорот Васил Топурковски се двајцата од актуелните професори на правниот факултет кои имаат најнизок просек во текот на своето студирање, односно нивниот општ просек е некаде под 8. Дури има еден пикантен интересен податок дека Фрчковски е всушност последниот секретар на партиската организација на правен факултет кој се кино некаде 90 година. Така е. Многу пикантерија има на правниот факултет и реално сега правниот факултет со оваа председателска трка се враќа повторно на голема врата. Затоа што се случи еден мал куриозитет. Значи во периодот од победата на ВМРО во 2006 година до оваа председателска трка немаше ниту еден виден кадар од правниот факултет како министер, што се немаше забележено во изминатите 15 години. И ако седнеме да ги гледаме тие функции кои правен ги имаше во плурализмот во Република Македонија, добро да не забораваме дека Васил Топурковски бил член на председателство. Владимир Митков е последен комунистички председател на Република Македонија, тој учествува на оние први средби на тогашните председатели, значи пред да биде избран Киро Глигоров, една или две средби во Белград, е присутен Владимир Митков. Јас ако не се лажам, имам некои снимки кај што Владимир Митков е присутен на оние средби на тогашното југословенско раководство со Константин Мицотакис во Белград. Мислам дека некои такви снимки има кога Мицотакис се среќа и со Анте Марковиќ и така нато. Меѓутоа ако го гледаме само плурализмот, значи вие бевте премиер на владата, Саво Климовски беше спикер, односно председател на собранието во еден краток период кога не е избран Борис Тарајковски и обавува функцијата председател. И сега најверојатно ако успеат председателските избори, тогаш еден од кандидатите од правен ќе биде председател на Република Македонија. Врв ли е тоа на мокте направен? Па гледајќи ја помладата генерација на колеги, сметам дека уште долго време правниот факултет ќе биде инволвиран во збиднувањата околу формирањето на влади, околу кадровските листи, каде што ќе бидат земани во предвид и пратеници, бидејќи да не забораваме од актуелниот кадар на правниот факултет имаме и еден пратеник, тоа е Александар Спасеновски, еден исклучително талентиран научник кој и вие сте вториот. Значи јас сум вториот во моментот само двајца од правниот факултет до отпочнувањето на председателската трка беа условно речено влезени на политичката сцена како кадри на едната и на другата опција.